Пригодни подароци и парични средства денеска добија најновите 36 жители на општина Центар. Од нова година средства за еднократен паричен надоместок за новородинчиња се доделени на 96 новородинчиња на територијата на општина Центар. Добро дојдовте во Урбаните вести. Со оваа информација започнуваме, вестите се веднаш. Дваесет тони хуманитарни средства тргнаа кон Србија. Општина Петровец организираше хуманитарна акција за настраданите од поплавите во Србија и Босна. Прв државен натпревар за спасување и извлекување жртви во тешки сообраќајни несреќи. За прв пат одбележан светскиот ден на семејните лекари. Финалистите од X Factor ќе пеат хуманитарно за настраданите од поплавите. Од ноќеска на полноќ, нова цена на горивата. Од пунктот на Црвениот крст во Момин поток денеска тргнаа 5 камиони со по 20 тони собрани хуманитарни средства наминати за Србија. Помошта за Босна и Херцеговина со 3 камиони е најавена да тргне утре во 10 часот. Црвениот крст апелира до граѓаните да донираат конзервирана храна и средства за хигиена, што се однесува до облеката, неа ја има во доволни количини. Црвениот крст на Република Македонија денеска испрати конвои камиони со хуманитарна помош што ја донираа македонските граѓани за настраданото население од поплавите во Србија и Босна и Херцеговина. Хуманитарната помош испратена денеска со 5 камиони е намената за Србија, а утре од магазинот во Момин поток ќе тргне и помошта за настраданото население во Босна и Херцеговина. Во четврток или петок се планира испраќање на уште 2 камиона хуманитарна помош за Босна и Херцеговина. Дополнителна помош ќе биде испратена и за Србија. Секретарот на Црвениот крст на град Скопје Сузана Тунева-Пауновска им се заблагодари на сите кои зидоа учество во оваа хуманитарна акција и при тоа упати апел до граѓаните во следните денови да се фокусираат на конзервирана храна и средства за лична хигиена како најнеопходна помош во моментот. Вчерашната акција која што ја направија граѓанската иницијатива, исто така и голем број на фирми и компании, резултираше со голема количина на храна, која што е негде во количина од 30 тона, 25 тона хигиенски материјали, потоа имаме доста количина на облека, околу 20 тони, 1500 пара обувки. Сето тоа во текот на ноќта го на некој начин претворивме во хуманитарна помош и во хуманитарни пакети кои што селектирани денеска во 12 часот заминуваат и тоа. 4 шлепери заминуваат за Србија во количина од 80 тони. Утре во 11 часот 20 тони заминуваат за Сараево. До крајот на неделата уште 2 шлипера треба да заминат за Босна и Херцеговина, а понатаму со оглед на тоа дека имаме доста количина на прехранбени артикли и средства за хигиена, денеска веќе имаме голем одзив од страна на компаниите кои што организирано донираат. Доторот на хуманитарната помош во овие две подрачја ќе следи согласно инструкциите што ние ќе ги добиеме од Црвениот крст на Србија и Црвениот крст на Босна и Херцеговина. Јас би сакала, да упатам апел до граѓаните на Македонија и до компаниите да ги следат инструкциите на Црвениот крст и да ги донираме само оние средства кои што навистина се потребни во тие подрачја, а се работи за вода, конзервирана храна и средства за хигиена. Отворен ќе биде пунктот во Даре Џамба секој работен ден од 8 до 17 часот и Момин поток магазинот централниот кој што ќе работи од 8 до 18 часот. Хуманитарната помош е обезбедена од индивидуални донации на граѓаните на Република Македонија, донации од фирми и компании и залихите на Црвениот крст. Логистичката поддршка за транспортот на хуманитарната помош ја дава владата на Република Македонија и Макам Транс. Вредноста на денешната хуманитарна пратка е околу 45.000 евра. Во текот на акцијата се собрани 240 тони хуманитарна помош, а преку отворените телефони за донации до вчера попладне биле донирани околу 3.700.000 динари. На локално ниво, помошта може да се донира и во општинските организации на Црвениот крст надвор од Скопје.
И општините Петровец и Центар се приклучија кон хуманитарната акција за помош на настраданите од поплавите што ги зафатија Србија и Босна и Херцеговина. Освен пакети со облека и чевли, средства за лична хигиена, храна, вода и други. Општина Петровец од својот буџет издвои 60.000 денари финансиска помош, додека пак општина Центар донираше 1 милион денари. Општина Петровец успешно спроведе хуманитарна акција за помош на настраданите граѓани во катастрофалните поплави што ја зафатија Србија и Босна и Херцеговина, во која се вклучија сите жители од општината од сите националности. Голем број граѓани се одзва на апелот што градоначалникот Борче Митевски го објави на социјалните мрежи. Во текот на денешниот ден собрани се голем број пакети со облека и чевли, средства за лична хигиена, храна, вода и други средства кои ќе стигнат на вистинска адреса. Денес жителите на општина Петровец масовно се озваа на апелот што го упатив вчера преку социјалните мрежи да учествуваат во хуманитарна акција во собирање на облека, на прехранбени артикли, на артикли за лична хигиена. И еве денес сме сведоци дека до 14 часот имаме собрано некаде околу 4000 литри вода, имаме 20 пакети собрано прехранбени артикли, имаме санитарни пакети некаде околу 20 и некаде околу 120-30 пакети имаме со обувки и со облека. Пресреќен сум што општина Петровец покажа и докажа дека е хуманитарна општина и во хуманитарна акција учествува, значи, луѓе од сите националности. Сакам да кажам дека и општина Петровец, освен што учествуваше физички во акцијата на собирање на средства, исто така и финансиски учествува со 60.000 денари. И општина Центар донесе одлука да додели парична помош во износ од 1 милион денари за настраданите граѓани од поплавите во Србија и Босна и Херцеговина. Одлуката ја донесоа едногласно сите советници, а средствата се од буџетот на општина Центар и се уплаќаат на посебна сметка на Црвениот крст. Овие средства ќе бидат мала помош за настраданите жители, изјави градоначалникот на општина Центар Андри Жерновски. Благодарност до советниците и до општина Центар искажа и од Црвениот крст на Република Македонија, која беше меѓу првите општини кои се понудија да издвојат парична помош за настраданите од поплавите. Жиросметката на Црвениот крст за помош на настраданите ќе биде отворена до 31 мај. Првиот државен надпревар за спасување и извлекување жртви во тешки сообраќајни несреќи се одржа денеска на паркингот на спортскиот центар Борис Трајковски. Организатори на надпреварот се Дирекцијата за заштита и спасување, ЗЕЛС, невладината организација од Велика Британија, операцијата Флоријан, Црвениот крст, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, АМСМ, Toyota Fund for Everyone и Вимпеч. Целта на надпреварот е на едно место да се соберат тимови за спасување составени од професионални пожарникари, кои ќе ги демонстрираат и надградат своите способности во овој дел. Надпреварот има два дела: надпреварувачки, едукативно-музички или забавен дел. Во првиот дел има загрозено лице во тешка сообраќајна несреќа. Се разгледуваат три ситуации: возило превртено на страна, превртено на покрив и возило на тркала. Вклучени се луѓе во улога на повредени, заглавени во возилото, кои се медицински обучени и соодветно опремени. Тројца меѓународни судии ги оценуваат пожарникарите, а резултатите ќе бидат за интерна употреба на Дирекцијата за заштита и спасување. На надпреварот учествуваат 8 тимови од планските региони во Македонија. Тимовите се составени од 6 професионални пожарникари. Пред матурските забави припадниците на противпожарните бригади од 12 до 16 мај одржаа презентација за поголема безбедност во сообраќајот и ги споделија своите искуства со средношколците од 3-та и 4-та година. Со проектот беа опфатени 14 средни училишта низ Македонија: во Скопје, Куманово, Тетово, Битола, Штип, Струмица, Велес, Кичево, Охрид и Прилеп. Денешните надпревари, како и изведувањето на показни вежби од страна на противпожарната служба, имаат две главни цели: да ја подигнат подготвеноста на противпожарната служба за извлекување на повредени при сообраќајни несреќи, но и да го подигнат нивото на информираност на јавноста и граѓаните за капацитетите на истата од човечки и материјално-технички аспект. Денес можевме да ја видиме подготвеноста на противпожарната служба, нивната континуирана обука и тренинг, кои се услов за брзо и ефикасно извлекување и спасување на повредени од тешки сообраќајни незгоди.
Здруженијето на лекари по општа медицина, семејна медицина во соработка со Центарот за семејна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје денеска за прв пат го одбележа светскиот ден на семејни лекари. 15 студенти денеска на плоштадот Македонија во Скопје и мереа телесна тежина, височина, крвен притисок и го одредуваа индексот на телесна маса на граѓаните кои минуваа крај двата пулта кои утринава ги постави Здруженијето на лекари по општа медицина, семејна медицина во соработка со Центарот за семејна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје. Со тоа во земјава првпат се одбележува светскиот ден на семејните лекари, кој во светот со соодветни активности се прославува од 2010 година. Доктор Нада Аницин, председател на Здруженијето, очекува овој ден да премине во традиција, со која ќе се покаже грижата за пациентите. Светскиот ден на семејниот лекар првпат се одбележува во Македонија, инаку во Светската организација за семејни лекари, односно ВОНКА, се одбележува од 2010 година. Бидејќи е првпат годинава, се одбележува само во Скопје, наредните години секако дека ќе има активности низ цела Македонија. Денешниот активност е замислена со мерење на крвен притисок, телесна тежина, телесна висина и одредување индекс на телесна маса. Неминовно е дека после тоа ќе следат препораки за здрав живот, за здрава исхрана. Концертот најавен за 7 јуни денеска доби хуманитарни димензии. Собственичката на МБК продукција, носител на лиценцата на X-Factor, на пресконференција соопшти дека целиот приход ќе биде дониран за потребите на настраданите во поплавите од регионот. Денеска на пресконференција дел од финалистите на X-Factor Адрија, меѓу кои и победникот Даниел Кајмаковски, раскажуваа за нивните активности по завршувањето на шоуто, за нивните први песни со кои ќе настапат на концертот во Скопје. Отсуството на третопласираниот финалист Мајд Хечимовиќ беше и повеќе од оправдано. Тој веќе неколку дена заедно со своите сограѓани поставува вреки со песок за спас од поплавата која го зафати и неговото родно орашје. Интензивно се работи на тоа да се одлучи кој ќе биде мојот прв сингл и на кој јазик ќе биде. Не можам да кажам дека да ви кажам моментално, пошто следните состаноци и термини ќе го решат тоа, но се надевам најискрено дека и многу драго ќе ми биде ако можам толку во Македонија нашиот заеднички концерт да представам мојата прва песна. Јас дека имам прилика да преснимам намерно кој имам македонски на српски јазик, така да ми имам план да ја промовирам на концертот намерно на српски, бидејќи не е доволно промовирана. Исто така снимив песна со Андријана Аневска, таму беше поклон песна од нејзе и планирам и таа песна исто така да ја промовирам на концертот. Така да од мене има 9 песни. Ние немаме наша песна, но имаме обработка кавер на една песна Јелен умиру сами и снимивме испод за таа песна, се надеваме дека иднина ќе имаме наша песна за месец-два. На концертот ќе настапат Даниел Кајмаковски, Тамара Милановиќ, Мајд Хечимовиќ, доктори Лукијан Ивановиќ, Харис Чато, Александра Брковиќ, Александра Секулиќ, Алекса Перовиќ, Хадвао, Маја Новаковиќ и групата For You. Цената на влезниците е 350 динари за партер, 400 за трибина и 700 динари за фанпит. Од ноќеска на полноќ бензинот со пониска цена. Цената на дизелот останува непроменета. Бензините од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 0,5 до 1 динар за литар, а цената на дизелот ќе остане непроменета и во наредните 14 дена, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Бензинот Евросупер БС95 поевтинува за 1 динар и ќе чини 79 динари за литар. Цената на Евросупер БС98 пак се намалува за 0,5 динари и ќе се продава по 80 динари за литар. Евродизелот и екстралисното масло за домакинство остануваат со досегашните цени 67,5 односно 56 динари за литар. Ракометарите на Вардар по 9 пат го подигнаа Пихарот во Купот на Македонија. Макаби Тел Авив триумфираше во кошаркарската Евролига, а Индијана поведе со 1:0 против Мајами во финалето на источната конференција во НБА плейофот. Вестите од спортот се по рекламите.